Mina rečisti 5-6 meseci otkako го направив документарниот запис за водичарските адети и обичаи во славно дембрското село Оровник 2024 господово лето, чија традиција мештаните од ова село ја продолжуваат од памтивека па се до ден денешен, кога се Милчо Јосифовски, првиот меѓу еднаквите членови на црковно-манастирскиот одбор на 6 цркви и манастирот посветен на Света Петка Римјанка, начално се договоривме да направам документарен запис и за великденските покрсти, кои во селото Оровник се чествуваат на третиот ден на Христовото воскресение, а ова 2024 господово лето се совпадна и со празникот посветен на Свети Ѓорѓија, меѓу народот попознат како Ѓурѓовден. На вториот ден од Христовото воскресение, во раните утрински сати, од Шкопската автобуска станица, со првиот рано утрински автобус, тргнав на пат за Оровник, кој според возниот ред секое утро поаѓа во 4 часот и по речиси неполни 2 часа и 30 на минути, народски кажано околу 6 часот и 30 на минути, пристигнав во селото Оровник, каде што ме пречека првиот меѓу еднаквите членови на црковно-манастирскиот одбор на 6 цркви и манастирот посветен на Света Петка Римјанка, заедно со неговите соселани, кои во соборниот храм Свети Илија ги привршува празничните овогодишни великденски подготовки, посветени на великденските покрсти, чија многувековна традиција продолжува и денес Милчо Јосифовски. Дојде Зоране. Добре, те најдој Милчо. Господ да ни дај здравје и убајне на сите. Од твоја уста, господово, послушение. Денеска, Денеска е третден Великден, овде во село во Оровник, во црквата Пророк Светилија. Ќе имаме богослужба во 9 сатот со од свештено лице поп. После 15 за 10 ќе излеземе со бајраците и со иконите од Светилија, ќе ојме во Света недела, кај чешмата и кај Свети Спас, кај црквата, кај крстот метален. Во село и се враќаме поново назад во црква Светилија. Ево први не отвораме десната врата, левата врата, водиме во црквава Пророк Светилија. Ево најстариот жител Вајстина Вајскрс. Стрико Лазаре, како си ми? Добар. Ево, овој е моментално сега ни е најстар во село наше Оровник. Добро утро. Добро утро. Како ти е името? Лазе Тановски. Така, шо години имаш? 93. Машала, машала. Од која фамилија си? Тановска. Како се викаше татко ти? Васил. Мајка ти? Благуна. Дедо ти? А шо? Тие се стари така. Бабичката, како ти се викаше? Бабичката, Инка. таа од кај беше? Од Дудека. Од Лаковци. Така. Колку Господ челат ви даде? Колку деца? 5. Машки и женски? Сите женски. Така, така. Колку внучина имаш? Имам внучина 7. Така, така. Те служи ли здравието што се вика? Со години, те служи здравието со годините? Години. Така, така, така. Да се ми здрави жив. Фала. Да ми живееш стотина и... Благодари ме во ти. Фала многу. Ево. Фала Ево многу. Милчо. За денечен. Фала да ми ти поможи, Господ да ми ти дај здравје. Ѓурѓен. Фала. Секому Господ. На сите, така. Здравица и убајна.
Еве денеска чест ќе бит и задоволство што најстариот жител во селово наше Лазе Танос. Тановски ќе му дајме да ја отвори црквава Пророк Светилија. Да поможе. Да поможе на сите. Продукцијата Маријово филм, 10 години крстари низ славна Дебарца. Година и кусур сум овде присутен во селото Оровник. Да бидам реален како домороден да сум во селово, така ме причекуваат мештаните од селото Оровник. Со тебе заедно направивме неколку репортажи за селото Оровник, за Света Петка манастирот, за манастирот Свети Илија. Туку имаме направена репортажа и за Водици. Ти си првиот меѓу однаквите во црковниот одбор во селото Оровник, од црковниот манастирски одбор, кој што ете така да речам со господово провидение, оние членови на црковниот одбор кои што се со тебе, работите во името на Бога да биде животот поубав во селото Оровник, ама и да се задржат старите адети и традиции. Јас сум Милчо Јосифовски од фамилијата Стојановци и Јосифовски. Мојот дедо се викаше Аргир, баба Пауна, а јас сум од татко мој се викаше Ѓорџија, мајка ми се викаше Иванка. Ај се вака да ми кажеш, мајката Иванка, од каде беше таја? Мојата мајка Иванка беше од Долнова Кочереј, од Крсте и Ленка Јакимовски. Сега вака да ми кажеш, колку брајча и сестри сте вие? Ние, с голема среќа на Господа и на мајка Богородица, мајка ми два пати се има породено машко и женско. Јас сум близнак со мојата сестра Лилијана, која што е мажена кај фамилијата Стојчевски за Цветка, кои моментално се наоѓаат во Австралија. Брат ми Стојан е тука пред мене и сестра ми Стојна е мажена за Илија Трајковски во селото Трпејца. А твојата домајчика, како се вика и од каде е таја? Мојата домајчика се вика Лојза, таа е одложени од фамилијата од Илија и Аспасија Шурдовска. Можеш да се сетиш како се седовте, кое е време, зимно, пролетно, есено, ти направија свадба со Арно убаво или бега како се изреде? Ние се задоволне со убав и до ден денеска живееме убав живот. Скромен, среден. Ние се задоволне 84 на 12 август. На 3 април 85 година го добивме нашиот прв син Благојче. 87 година ја добивме нашата керка Николина, која толку радост и среќа ни донесе во нашата фамилија, во нашиот дом. Рече дека имаш, Керка Николина. така, колку внучина имаш? Ја имам 6 внучина. 3 внучина имам од сина ми, 3 од керка ми. 2 имам девојчина од син ми и едно машко. Од керка ми имам 2 машки, едно женско. Јас сум најбогат. Се осеќам во срцето, во душава пред Господа, пред Светилија, Света Петка, Свети Спаси, пред сите светци. Поголемо богатство луѓе да знаете од внучина, од нести затоа и немат. Парите никопад не се доста. Тие се невидливи пари. Тие се незначајни пари. Секој ден да си вчекате мојата добрина, мојата убајна и секој еден да се брани то дечина совети. Како се вика внучината? Внучината прво се вика Петар ми од керка ми Николина. После ми даде од Благојчета Фросина. Па по Фросина ми ја даде Јана. По Јана ни ја даде Магдалена од керка ми. Па после ни го добивне внучето од Благојчета Марин. И на крајот го добивне од керка ми внучето Симон, на деда му Симона, од деда му предедо на Зетов,
е крстено. Кој ти се помили првото или сугарето? Да ви кажам искрено, не ве лажам, не сака да скрија. За мене сите се исти. Не делям ни големо, ни мало, ни машко, ни женско. Господ што ми ги дал и секому да му дај, на секого здрави и прави деца. Никој да не бараме дали е машко или е женско, само да бараме да се здрави, да ни се векојти, да ни се добри. Ево вака да запалиме за мене, жена ми, за син ми, за сна ми, за внуката, за другата внука и за внукот. Ке запалам за зетот, за керка ми, за внукот, за внуката, за другиот внук и една за здравие за сите мои роднини и пријатели. Почитувани мои, моите домајчини ме замолија најсетне јас да им ги раскажам моите досегашни историографски сознанија за полемиката која се води меѓу историчарите од областа на богословието, посебно за Христовото раѓање, неговото пришествие, поточно речено неговото доаѓање од небесата на земјата, воплотен од Светиот Дух и Марија, мајката Божја, како богочовек, неговата мисија, неговото крштение од страна на Јован Претеча во Јорданските води, неговото распетие, воскресение, како и за боговеликденските празнувања, така и за самите великденски покрсти, како на сета православна екумена, така и на македонската православна екумена во изминативе векови, копајќи во архивските документи во изминативе неколку децении, низ архивите широко Македонија, а потоа и тие да ни ги пренесат многуте приказни, исто така за носењето на великденските покрсти во селото Оровник во изминативе децении, чија традиција се пренесува од колено на колено, од генерација на генерација. Нивниот предлог со задоволство го прифатив. Полемиката која се води меѓу историчарите од областа на богословието, посебно за Христовото раѓање, неговото пришествие, поточно речено неговото доаѓање од небесата на земјата, воплотен од Светиот Дух и Марија, мајката Божја, како богочовек, многу е тешко да се утврди. Како најрелевантни историски записи се сметаат Евангелијата на Матеј и Лука, кои се стари околу 2000 години, првото напишано измеѓу 50-та и 60-та година од нашата ера, а второто напишано помеѓу 60-та и 61-та година од нашата ера, каде што во едно од описите во двете Евангелија се зборува дека Христовото пришествие е најавено во Стариот Завет. Според историографските записи, записите за богословието, Исус Христос, воплотен од Светиот Дух и Марија, мајката Божја, како богочовек се родил во последните 5 дена од последната година од Старата ера во римската провинција Јудеја во Галилеја за време на римскиот цар Тиберий Јулије Цезар Август, чие вистинско име му е Тиберий Клаудиј Нерон, кој со Римската империја владеел од 14-та година пред нашата ера до 37-та година од нашата ера. Римскиот филозоф и теолог Дионис во неговите записи за богословието,
посебно за Христовото раѓање, чии записи датираат од 500-та година од нашата ера, дошол до заклучок дека тоа се случило 753 години по основањето на Рим, во последните 5 дена од последната година од Старата ера, поточно речено на 25 декември од последната година по стариот календар на броењето на годините, а следната година ја нарекол прва година, со што започнал системот за мерење на времето, односно на годините од Исусовото раѓање, наречен нов календар на броење на годините, чиј календар на броење на годините 2 века подосна бил прифатен како календар на христијанската цивилизација. Полемиката која се води меѓу историчарите од областа на богословието, посебно за Христовиот престој на земјата, воплотен како богочовек, неговото искушение, неговото крштение од страна на Јован Претеча во Јорданските води, неговото овоземно служение, за Христовите 12 апостоли, неговото влегување во Ерусалим на празникот Пасха, за Сионската вечера, позната како Тајната вечера, за неговото судење, неговата Голгота, неговото распетие, погребение, воскресение и неговото второ причестие на земјата, многу е тешко да се утврди, но како најрелевантни историски записи се сметаат најраните текстови наречени апокрифи, кои потекнуваат од средината на првиот век од новата ера на апостол Павле, кои се зачувани до ден денес, Евангелијата на Матеј и Лука и Марко, кои се стари околу 2000 години. Почитувани мои, утринските сончеви зраци, милувајќи го соборниот храм, чие име го носи на пророкот Свети Илија, ја навестува празничната атмосфера на великденските празнични денови, посебно дењето на покрсти во селото Оровик, кое се паѓа на третиот ден на Великден, секое Господово лето, а оба Господово лето се совпадна и со празникот на пророк Свети Ѓорѓија, меѓународот попознат како Ѓурѓовден, како од градот Охрид и градот Струга и нивните приградски населби, така и од селските населби од Славна Дебарца, како бисер Гердан се зароди народ во правец на селото Оровник, во црковниот двор на Соборната црква Свети Илија. Црковниот двор набрзо се наполни со народ. Почитувани мои, предлагам да проследите дел од видеозаписот од утринската великденска богослужба на третиот ден на Великден, кое се совпадна и со празникот на пророкот Свети Ѓорѓија, меѓународот попознат како Ѓурѓовден, а воедно и за старата многовековна оровничка традиција во продолжение на оваа репортажа. Почитувани мои, предлагам да проследите дел од видеозаписот
и приказната за оровничката великденска покрста литија, што ми ја раскажа првиот меѓу еднаквите членови на црковно-манастирскиот одбор на 6 цркви и манастирот посветен на Света Петка Римјанка, Милчо Јосифовски, во продолжение на оваа репортажа. Бајракот од Исус Христос, почетна цена 500 денари. 2000. Повтор пат 2000. По трет пат 2000, да му поможи. Сега го ваѓаме прв пат знамето на Македонска православна црква. Почетна цена 500 денари. Почетна цена 500 денари. Воскресението на Господ Исус Христос е еден од големите, ако не и најголем празник на православната екумена. Токму затоа на Великден му претходи период од 12 подготвителни недели, меѓу народот попознати како великденски пости, поточно речено поклади. Великденските празнувања траат 6 дена од понеделникот до саботата, вклучувајќи го и самиот ден на Христовото воскресение, која се нарекува Страсна недела. Сите празнични денови од Страсната недела се нарекуваат велики, па така имаме Велики понеделник, Велики вторник, Велика среда, Велики четврток, Велики петок, Велика сабота, а неделата се нарекува Великденска недела. Велики понеделник е првиот ден на Страсната седмица. На овој ден црквата се подсетува на последните денови од престојот на Исус Христос во Ерусалим, неговото влегување во храмот, неговата беседа. На овој ден црквата го споменува и старозаветниот патријарх, целомудрениот Јосиф, кој е преобраз на безгрешното страдание на Спасителот Христос, кој станал жртва на зависта на неговите браќа по крв и вера и на ист начин е предаден и продаден, хранејќи ги неговите браќа со леб, исто како што тоа го направил Христос на тајната вечера, раскажуваше Милчо Јосифовски. На Велики вторник црквата си споменува за Господовото изобличување на книжниците и фарисеите, неговите беседи и параболи изречени во Ерусалимскиот храм, за данокот на Кесарот, воскресението на мртвите, за страшниот суд, 10 девојки и талантите. На Велики вторник црквата си споменува и за Христовата беседа на Маслиновата гора, за неговото второ доаѓање на земјата и за крајот на светот и векот. На Велика среда црквата ги споменува настаните околу предавството на Христа од страна на Јуда Искариот за 30 себреници, како и помазувањето на Христос со миризливата течност, наречено миро, изработена од најквалитетно маслиново масло, измешана со шмирна и други различни цветови. На Велика среда Јуда Искариотски заминал кај фарисеите за да го предаде својот учител, раскажуваше Милчо Јосифовски. На Велики четврток црквата се споменува за враќањето на Исус Христос во Ерусалим.
Црквата на овој ден се споменува за тајната вечера, каде што Синот Божи пред самата вечера ја препашал својата риза и им ги измил нозете на своите ученици, поучувајќи ги на тој начин на понизност и љубов, и заедно со своите ученици ја јадел последната паскална вечера за празникот без квасници. На тајната вечера Христос се објавува себе си како новозаветна паскална жртва, како Божјо јагне кое се жртвува за простување на гревовите, и така ја дава наредбата лебот да се јаде и виното да се пие во негова чест. Оваа чиста жртва, која и ден денешен се извршува преку светата литургија, а со тоа и Евхаристијата, ги поврзува сите христијани во Нов Завет, во негова крв. На Велики четврток црквата се присетува на Христовата молитва, наречена уште и првосвештеничка, преку која се обраќа кон Отецот да ги зачува сите оние кои веруваат во Него, и љубовта со која Отецот го љуби Синот да биде и во нив. На Велики четврток црквата се присетува кога после вечерата Исус Христос и неговите ученици заминале во Маслиновата гора, во Гецманската градина. Исто така, на Велики четврток црквата се присетува кога Јуда Искариот, претходно договорен со старешините, ги доведува војниците да го фатат Исуса. Таа се присетува и на неговото предавање со бакнеш, оти тако бил и договорот за тие да го препознаат Исус Христос, меѓу другите, раскажуваше Милчо Јосифовски. Велики петок е посветен на спомнувањето на оседувањето, крстните страдања и смртта на Спасителот. На овој ден Божиот Син најпрво бил одведен пред првосвештеникот Кајфа, кој кратко го испрашувал и го затворил Господа. Утредента Божиот Син бил испрашуван пред Синедрионот, највисокиот еврејски совет за верски прашања, составен од 70 највидни членови, фарисеи, книжевници и садукеи. Божиот Син од страна на Синедрионот бил осуден за богохулие со значење на смртна казна, ама во тоа време само римскиот управител имал право да изрече смртна казна, при што тие го однеле кај Понтиј Пилат. Понтиј Пилат, гледајќи дека Исус Христос е предаден од завист и злоба, го испратил во Галилеја кај Ирод, чиј бил незин управител, каде што по кратко време Ирод повторно Божиот Син го враќа кај Понтије Пилат. Според обичајот на сам ден на Пасха, еден осуденик можел да биде ослободен по волја на народот. Заблудената и подкупена маса народ го избрала злосторникот Варнава, наместо Синот човечки. Ирод, кој попуштил пред Синдрионот и разбеснетата и подкупена народна маса, Божиот Син го предал на римските војници, кои го исмејувале, понижувале, камшикувале, го облекле во црвена наметка, ставајќи му на главата круна од трње, а светиот апостол Петар 3 пати се одрекол, додека Јуда Искариотски сам се обесил на една маслинова сува задебелена гранка, со што го исполнил и последното пророштво за него. На Велики петок завршуваат Божите страданија, Божјата Голгота. Велика сабота е посветена на споменот на пребивањето на Господ Исус Христос во гробот и неговото слегување во пеколот. Христос е присутен во гробот со телото, а со духот истовремено е на престолот со Отецот и Духот и на Пресвета Троица. Додека пак неделата е недела на Воскресението Христово. Богослужбите за Велики петок започнуваат од вечерта на Велики четврток. На Велики петок не се извршува богослужбена литургија.
По завршувањето на вечерното така наречено полу богослужение, некаде пред полноќ започнува великденската литија, предводена од свештенослужителот, кој излегува од Божиот храм и заедно со соборскиот народ три пати обиколувајќи црквата, три пати го поздравува соборскиот народ со Христос воскресна, на што соборскиот народ отпоздравува со вистина воскресе, раскажуваше Милчо Јосифовски. Почитувани мои, Бога ми мерак ми беше што ете Господ и мене ме донесе да дојдам на гости во селото Ороник на третиот ден на Великден за великденските покрсти, кои се чествуваат од памтивека па се до ден денешен на третиот ден од Христовото воскресение, а ова 2024 Господово лето се сопадна и со празникот посветен на Свети Ѓорѓија, меѓународот попознат како Ѓурѓовден, за да ги надополнам моите, а Бога ми и вашите сознанија за ова празнување. Почитувани мои, го оставив соборскиот народ од селото Оровник да си го празнува православниот екуменски празник Великден, да си ги празнува великденските покрсти со едно ново видување, само Господ на сите нам саде живот и здравие да ни дава.